Здраво на сите, дојдовте во најновата епизода на подкастот Јустинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска се моите драги колеги од Правниот факултет во Скопје. Директно од... сите сме веќе во Скопје моментално, така што идеме поред, како кај мене на лаптоп, Димитар Тромбески Тромбе, Катерина Иванова Кате и нашиот Джеймс Бонд Никола Донев. Како сме колеги, што правиме ова вторничко, ќе кажа футро, ама касно навечер? Па добро, веќе касно е, малци ни се спие. Тоест, ми се спие, се изборам за мене. Ама добро е, we'll manage. Јас сум искрено за тоа да си легнам. Не би било лошо. Божа, со какви пензионери си имам работа. Мислам, да се ја решава в крстословки, не можам многу да кажам, ама мислам, барем не заспивам да типо. Кога стана збор за спиење, да, малце чудно е, поготово дека, нели, треба ние баш да бидеме тие што сега да се обајле, ама ајде. За денеска имавме спремно гостин и се, ама на 5 минути до снимање гостинот ми откажа. Добро, сега нема да го кенселнаме сега, немате вака сега. Ќе треба па да не, ама ќе го шеймуваме малца. Да, не, ама не, и се извини. И на по телефони упорака после се извини, као, окей, ама темата се уште останува иста, бидејќи мислам дека можеме и ние сами да зборуваме за тоа реално. Ќе поразговараме за досегашното работење на Универзитетското студентско собрание и на факултетските студентски собрание, на кои што, ние сме или сме биле дел, Донев ќе биде дел од новиот состав на УСС, така што мислам дека за тоа може да разговараме, чисто онака, што е до сега сработено, зашто можеби некои работи не се завршени и како се тоа иде. И како, што мислиме за Уиднина, ама пред тоа идеме со нашиот сегмент Хацит Културон. Донев, започни, кажи ни кој е за тебе на жешкото столче. Хацит е нашата влада со карантиново, тој со полицијскиот час, кој што некако ми враќа флешбекс во периодот март од претходната година. Чекај, Хацит, ако се сеаш, што ќе биде кога ќе ни нели утре има денеска има седница на комисијата за ова во Министерството за здравство. Може да ни дадат онака убав политички час за на викенд, така што ако сега сме до 10, за на викенд може да биде уште полошо, ама ќе видиме што ќе се деси реално. Ама it's not fun. Тромбе, Кате, кај вас кој би ставиле на Хацит? Исто така... Хацит? Ајде, Кате, можеш. Исто така владата, ама заради луката уструга, пошто what the fuck, другари. Ама убедливо седи на пола гс со целиот македонски народ, што поише подпишува за да се кенсел на кој да не представува на Евровизија, пошто не е Евровизија толку битна. Пошто има толку многу поише подписи за тоа, отколку за решавање на случајот со родилката во Струга. Македонски патриотизам на дело. Ја напишав со бајлеото вчера, како држава што ова се случува, не заслужува да биде држава и мислам дека е време да се ставиме на дали на Craigslist или на реклама 5 или на купи продај, да си ја продадеме државата, да не купи некој протекторат, да не направат, то било што, само ова не, како што реално, зошто имаме ова се држава. Па да, ама барем нешто да заработиме. До душа, ако прашаш некои луѓе, не сме веќе продадени. Не, мене беше интересен, имав коментар кај мене на постот, сега ќе го најдам у стилот као чекај сега, прејак беше као се смеав, не враќав на никој, има луѓе кои што им враќаат на овие коментари, ама едноставно не можам да вратам и вика
ова вика, значи држава што реагира кога нејзиниот национален интерес е загрозен, не заслужува држава, прашал. Па тоа е есенцијата на имање држава. Ние сме толку загрозени, нашиот национален интерес е загрозен, поради тоа што некој има двојно државјанство, што, by the way, нашите закони го дозволуваат тоа. И општото меѓународно право. Не знам, значи, прејако ми е се ова, и поготово кога ќе споредиш цела ситуација, како ти што кажа со случајот со родилката од Струга, кај што докторот си пишал дека што беше, родил имало машко дете, оствари родилката родила женско. И Она однела дома женско дете, он пишал дека да. Тоа, машко, дека така, машко дете. И ама нели се е по правила и прописи, не нашли некоја кривица од него. Ама ајде, ќе видим. Димитар, Жешко Штолче, која кај тебе? Жешко Штолче кај мене е жаре од 1 на 1, пошто го гледав последната емисија што имаше со почитуваниот Кесич и многу сум разочаран од начинот на кој го водеше интервјуто. Стварно треба да се поработи на неговата техника за интервјуирање, пошто на моменти беше стварно кринч. Ја ти реков, кога го прати у чатот, да го гледам, као знам дека има, и му беше као и најава, имаше и промо и све, ама уште го немам пуштено, иако Кесич ми е еден од домилените ликови кои што постојат, поготово на Балканот, се плашам да го пуштам од проста причина што знам дека ќе биде ептен кринч и ќе биде стварно лошо, колку и Кесич да е предова. Боле ќе идам, ќе бинџам неколку негови емисии од порано, кои што веќе ги имам гледано, отколку да го гледам со жаре, кој што не знам, поставува нови стандарди за кринч водење интервјуа. Не дека ние сме нешто подобри, не сме толку лоши. Океј, ја идам со мојот хатсит и одма ќе идам со тоа што ќе оставам на хатсит мојот интернет, кој што веќе 15 минути ме зафркава и не може да ми даде да кажам кој е actually мојот хатсит. Не знам уопште дали океј, нема да збориме премногу. Донев Култрон, кој е кај тебе? Култрон, за мене оваа недела е правната клиника за право на беговци, затоа што почнавме со предавање. Shameless self-promotion. Shameless self-promotion. Секој семестар се одржува, пријавите се дечки. И така, тоа е за мен. Интересно. Тромбе? Култрон за мене е гостинот на 1 на 1, тоест Кесич. Значи, едно од појаките интервјуа што ги има Милјано, значи човек е стварно легенда. Значи, за какви работи прави мајтап и колку е само смешен човек. Препорачувам сите да го гледат интервјута, иако жаре го прави многу кринч, ама Кесич ја враќа ситуацијата во добро. Најс. Кате? Неделава ми е тотално тапа и мислам дека немам некој на Култрон. Ме разочара човештвото. Кате нема. Мојата Маргарита е на Култрон. Ја ќе оставам Виктор Орбан на Култрон. Преска, чекај, смешно е. Налетав преска на дали знаете дека Виктор Орбан има свој вебсайт на англиски јазик, каде што и тоа е као буквално primeminister.hu и е стеза Виктор Орбан, што сакате да знаете, у стилот као го прави relatable и тие ствари ги представува и тоа е најако од целото тоа што нема уопште верзија на унгарски, тоа е само на англиски јазик сајтот, бидејќи нели сега го исклучи, тоест он се замина од Европската народна партија и сега се представува како спасител на Европа, да се представи боле светло на Европа и најако
има дел кај што става fun facts за Виктор Орбан. И еден од нив, не знам кој поесмешен, вика, кога бил 6 години, пил прв пат пушел цигара, he felt so bad he didn't smoke since. Или дека he can understand football-related news in all languages, even recognize Chinese and Japanese signs related to football. Имаше дека едно прашање, после првото цигаре преферил се право на кубанска пура? Како? Појма немам, премногу смешно ми е се тоа. Имаше факт дека his favorite movie is Once Upon a Time in the West и го има изгледано 15 пати. Има као глупости, смешки, како сакате да се насмеете, идете на primeminister.hu. Ама ќе си оставам на Култрон, пошто не знам, покажува уствари зашто луѓето го гласаат во Унгарија. Премногу е добар да пере мозоци. И така. Не, ме слушате? Пошто интернетот може пак да зафрка. Топ. Добро. Океј. Може сега да се префрлиме на темава. Донев, ај ти да ни кај се што се случува моментално, докај е УСС со формирање, бидејќи знам малце целиот процес се одолжи, така што дај ни некој апдейт што се случува, па после ќе навлеземе што се случило. Иако Радио Слободна Европа процени дека 63,6% студенти не ги знаат студентските лидери, сепак моментално киме во процес на конституирање на своето универзитетско студентско собрание, што значи сите 23 факултети испраќаат по двајца представници во УСС, и идејата е дека тоа ќе биде формирано следна недела, кога ќе има конститутивна седница, со тоа што е реално многу доцна за формирање на УСС од објективен аспект, затоа што активностите едноставно нема време за доследно планирање на многу активности и проекти, но затоа мандатот ќе трае до следниот март. И можеби тоа одговлечување на конституирање на ново студентско собрание не треба да е пракса, треба да е многу порано, уште во декември преходната година. Но како и да е, работиме со тоа што ни се дава и прво е конституирањето, после тоа се гласа за председател на универзитетското студентско собрание, или ова што милните популарно го нарекуваат студентски лидер, што е некако реликт од преходната форма на студентско организирање, за добро или за лошо. Моментално само тоа знаеме. Најверојатно при конституирањето ќе излезат на површина и потенцијалните кандидати за универзитетското студентско собрание. Така што се надевам дека ќе имаме добри кандидати и кој и да победи ќе продолжи со работата која што се започна преходната година. Сакаме жена председател од оваа година. Кате, баш ќе видиме дали ќе видиш као Нострадамус дека ќе предвидиш жена председател, ама за колку? Валјда за месец дена ќе знаеме дали Кате погодила. Прашање имам до Донев. Донев, зошто се одолжи? Сега го постојат причини, зошто толку се одолговлекува целиот процес? Знаеме да лани ако беше проблемот со тоа што факултетските студентски собранија за прв пат се формираат, па дека се соберат, па дека се организира све, дека се напишат статути и тие 300 глупости, што е сега проблемот и дали е COVID related?
Па да, како се у 2020 и 2021 е поврзано со корона. Именно поради тоа што студентските собрани испадна големи пионери во однос на изборниот процес, на начинот на кој што избираат представници и како е спроведува демократијата, односно најголем дел од собранието пристапија кон гласање онлайн, што значи беше задоцен процесот со многу од собранијата да се изгласаат истовремено, нивното конституирање што така се случуваше малку подоцна колку што треба, поради тоа што некои студентски собрани во статутите имат пишано дека конститутивната седница се одржува во живо, што нормално е проблем за овој за соглед на ситуацијата. И нормално сето тоа се провлекува низ секој изминат ден од оговлечување само го зголемува времето кој што е потребно за да дојдеме до моментот кај што можеме да кажеме да, собранијата се спремни, изборот на собранијата е завршен, конституирани се, за да можеме ефективно како студенти да бараме ректор да ја свика конститутивната седница, иако верувам дека треба да постои можноста за само конституирање на собранието, со оглед на тоа дека реално и голем дел од оговлечувањето, затоа што конститутивната седница треба да се одржи од страна на деканот за факултетските студентски собранија и ректорот за УСС, што значи дека можеби треба да се додаде уште еден став во статутот, дека да се одреди моментот кога сите студентски факултетски студентски собранија се конституирани, да се определи момент и да се даде рок после тој момент кога последното факултетско студентско собрание ќе избере своите членови и ќе се конституира, да тече рок до кој што треба да се свика конститутивна седница на УСС, ако не денот после тој рок се само конституира УСС. Како што е патен пракса на нашето собрание, доколку 20 дена после избори парламентарни, ако не се свика конститутивно од преходниот председател на собранието, претениците си одат во 12 часот во собрание и се конституира собранието. Јасно. Да, баш ми е интересно и мислам, една од причините зашто сакам малку да поразговараме, освен тоа, формирање, тоест закажувањето на седницата на УСС за конституирање, беше и статијата која налетав од Радио Слободна Европа, кај што убаво се вели дека студентите не ги знаат лидерите на факултетите. И сега мислам дека има повеќе причини, ама еве, Тромбе, ќе те прашам, бидејќи ти беше блиско поврзан со работата на Универзитетското студентско собрание изминатата година, на што мислиш дека се должи тоа? Не знам искрено на што би можело да се должи. Мислам дека може и неколку причини. Има едната причина може да е и самото промовирање на работите на Универзитетското студентско собрание на УСС, но мислам дека во тој дел е прилично добро фатено, пошто прилично профилот на УСС и на Facebook и на Instagram беше прилично активен, прилично информираше за најголемиот дел од работите кои што се случува и беа актуелни во даден момент, но мислам дека сепак тука иде и до самиот интерес на студентите, дали се интересираат во процесот на студентско представување и што уствари тоа прави. Тоа може да се види и по кандидирањето, значи се гледа дека нема голема заинтересираност на студентите да влезат во овој процес. Така да се огледам тоа дека немаат некоја голема заинтересираност директно да се инволвираат, најверојатно тој се преточува во незаинтересираност и за самата работа, како и за кои се лидерите. Кај нас за било каква политика постои генерална незаинтересираност, освен ако не е истора скандалозна. Значи, ќе земам пример,
од прошлата влада. Колку и да не сум фан на така бранење на влади и слично, ама еве ќе земам работата на Царовска за пример. Одлична работа заврши, ненормални реформи направи у труд и социјала. У ниеден момент никој не збореше за тоа, буквално. Се додека она не искочи на Прайд. И тогаш стана актуелна. Тогаш сите дозна дека постои. Да. Значи, кај нас не Тука го постои има- генерален интерес за политика, постои интерес за скандал. Тука го има тој као трачарски менталитет што го имаме на Балканот. Таа се работи за некоја драма или што и да било поврзано и што личи на шпанска серија, тука се сите одма да слушаат што се дешава. Апсолутно. Дури Ја кога е нешто за нас, не се интересираме, се ангажираме било како. Туку избираме да седиме да гледаме како се распаѓа и после да плюкаме по кој стигнеме. Да, као тоа е, не знам искрено кај да го лоцирам као поголемиот дел од кривицата за фактот што нели студенти не се запознаени, но мислам дека кога станува збор за студентско организирање, као тој веќе едноставно генерален менталитет како ти учествуваш во факултетот надвор од тоа што само ќе дојдеш на предавање и ќе одиш на испити. Така што да, од една страна е потребно нели заинтересирање, интерес да најдеш информацијата, но од друга страна мислам дека УСЗ треба да ги прошири своите канали низ кои што мислам генерално студентските собрања треба да ги прошират каналите преку кои што комуницира, затоа што мислам дека сме заглавени во тој некој си бабл на медиуми кои што постојано ги ја споделуваат работата на собранијата, именно, не знам, Радио Слободна Европа и Радио МОВ, кои што иако за нас еве овде што сме на подкастот се мислам као ние ги читаме, ние ги следиме тие медиуми, но као голем дел од популацијата не ги следи. Јасно. Да, тука ќе се согласам со Донев. Да, сигурно голем фактор е за информираноста на студентите, како за лидерите, така и за самата работа и медиумите. Да, стварно имаше прилично прилично добра покриеност за работата на УСС од Радио МОВ и од Слободна Европа, но да, ретко кој ги слуша, поготово од младите. Мислам дека тука треба малце да имат поголема одговорност мејнстрим медиумите кои што се најпознати во државата да информираат за вакви работи. Да, ама тоа што го кажа Кате, као човек, не е секси да збориш за студентски прашања или за што правиш. Океј, едно е да збориме за проблемите, кај што сите као коментари, ке имаше едно 300 коментари, као гледај ги овие ништо не прават од влада, од министерство, од студентски лидери, друго трето, ама кога нешто уствари се случува, дали не знам, дали студентски конференции, као студентските конференции не беа покриени, од речисти ниту еден мејнстрим медиум. А тоа беше буквално еден од најголемите проекти кои што Комисијата за наука на Универзитетското студентско собрание ги направи. Сега ние да не бевме као на некој начин дел од сето тоа, барем у промовирање на самиот настав, ние не би знаеле ни ние дека се дешава. Тука мислам дека постои проблемот. Второ, ја гледам цела мислам пандемијата дефинитивно заглави многу работи, многу проекти, многу различни работи. Колку и да сме сите онлайн, на никој не му се читаат нон-стоп вести за што се случува и плюс многу е помала веројатноста дека уствари нешто ќе се направи. Ама третиот и можеби ја гледам најголем проблем за ова е тоа што студентите не веруваат дека може нешто да се смени, а тоа е поради тоа што соработката со Министерството и со ректоратот, поготово кога збориме за нас на универзитетот, е доста мала и, например, ти шо и да направиш, знаеш дека, човек, Донев сега тоа што го збореше, на ректорот му треба колку
колку време да закаже конститутивна седница или на деканите на некои факултети им треба премногу време да закажат конститутивна седница на факултетското собрание. И ти кога ги знаеш тие работи и кога не гледаш ништо суштински да се менува од чисто ако се ставиме улога на студент, на просечен студент кој што не знам, си полага испити, спрема испити, иде на предавање, знае дека ништо не може да се смени, зошто и уопште да се ангажира да проба да ги најде тие информации што му прави факултетското студентско собрание, што прави универзитетското, кој е председател на УСС и ред други работи. Тука ја гледам. Некогаш као на YouTube ми излават оние видео пред 6 години, веќе 7, кога студенти со професори на панели, посебно на нашиот кампус, као разговарат за радикалните промени што треба да се случат на УКИМ, таа целата надеж околу тогашниот студентски пленум, професорскиот пленум кој што беше активен, кој што беше некако во процес на реомислување на универзитетот, каде е местото на УКИМ во државата, каков треба да биде за тоа време закон за високо образование, како треба да изгледа УКИМ во наредната деценија, но мислам дека гледам на оваа перспектива малце спласна, мислам дека падна некако пред ултимативната цел што беше како поквалитетно образование. Да, добивме нов закон со кој што се гарантираше автономијата на универзитетот и факултетите, но ништо повеќе од тоа. Не добивме нешто конкретно материјално во смисла на зголемен буџет, повеќе издатоци за наука, туку едноставно као се реафирмира оно што е афирмирано низ текона од просветителство наваму, тоа е автономијата на факултетот. Така што можеби сега не е моментот, но дефинитивно во првиот можен момент кога сите ќе се вакцинираме да повторно се покренат тие прашања за каде е местото на универзитетот. Да, ама мислам за такво некое прашање моментумот е доста важен, а ние веќе го имаме изгубено тој еден моментум, кај што сега што и да сакаш да направиш, ние као мала група на студенти ќе биде тоа кои што ќе бараат некоја радикална промена. Види, као точно моментум, но такви преломни моменти каде што се отварат такви прашања може лесно да се создадат, само што е потребно многу работа. Јас генерално во основи кога некои прашања не се покренуваат, јас сум за пристапот, оној системски пристап каде што самиот низ действување и долгорочно действување го создаваш моментумот кој што евентуално ќе пукне, for lack of a better word, ќе пукне и ќе се отворат тие прашања, и ти ќе бидеш спремен за да го на еден начин креираш и го водиш дискурсот кон некоја цел која што би била идејата за подобро образование. Да. Ама за тоа мислам дека толку и ти да го имаш тој моментум и да крај да го добиеме, дали уопште имаме подршка од самата академска заедница. Тоа е проблем. Ако кога мислиме на ректор, кога мислиме на декани, на професори, да, некои професори те подржуваат и све тоа, ама кога оние од озгоре као гледаат да си ги задржат удобните хотели и да се тепаат за кој да биде ректор, а уствари ништо суштински не се менува после тоа. Јас генерално имам само еден коментар за тоа. Никој не е вечен. Така да мислам дека поправо, ако го постави прашање кој поправо ќе замине, дали ние или тие над нас? Ние први заминеме. Па да, реално. Как ние имаме уште 1-2 години, уште 3 години максимум на факултет, после дали мислиш дека
некој од нашата генерација ќе остане да се бори Да, колку може но уопште да се бори. да, но нашата работа е одговорност е кон генерациите кои што доаѓаат. Апсолутно, ама ние не можеме да гарантираме за ставовите или за поставеноста на кон сите овие проблематики на идните генерации. Да ние можеме да поставиме нека основа, нека база, некоја тло за да можат они да продужат, нели? Ама сепак останува на нив Па и дали ние, ќе сакаат. И ако гледаме од кај нас на факултет, кандидатури за прва година за УФСС, колку беа? 4-5. Сите влегоа, бидејќи немаше доволно кандидат. Не, многу... Јас лично го гледам тоа како најголем предизвик на студентските организирања и на студентските собранија, како да се мобилизират што поголем број на луѓе, дали директно или индиректно се инволвират во работата. Доколку студентските собранија го имат тој капацитет на луѓе, тогаш веќе можеме да збораме за некои сериозни промени. Пошто не мора само луѓето да се инволвирани директно, да звонат, да прават проекти, да прават. Доволно е само да има луѓе кои ќе дадат едноставно поддршка за луѓето кои што директно се инволвирани, пошто таа поддршка многу позитивно влијае на мотивот за да се направат некои работи. Значи, доколку студентските собранија успеат на некаков начин да ги мотивират студентите да се ангажират во работата, тогаш веќе можеме да збораме за поголеми промени кои што може да се направат. Човек, доволно е само да излезат и да гласаат кога се изборите, кога тоа да направат, тоа е минимум што може да направат. Да, ама што ако излезат да гласат и ништо ако не направат после тоа? Не мора директно се вклучим воопшто ни на каков и да било начин. Мислам дека не е доволно само во изборите да се вклучат. Да, ама ја го гледам тоа како некој почеток, бидејќи Не е доволно, ама ни тоа не се прави. да, па баш затоа и тоа не се прави, да. Премалце како жално е на еден правен факултет ти да имаш од колку, од 60 места, 29 кандидати и 28 да влезат у собрание. Може би премногу места се од самиот старт, ама и пак кога имаш таа опција искористи ја, као уклучи се, а не после да ти доја некој да те напаѓа, не дека ние вршиме премногу добра работа, као сите имаме своји мани и проблеми и се тоа. Ама не можеш, ако ти не се уклучиш у самата работа, не на собрание, уопште не се уклучиш у нешто да смениш на факултетот, ние да ти видат, или факултетското студентско собрание и УСС да ти видат какви, зашто нема казена сесија сега? Буквално. Добро. Една друга као причина зашто можда инволвираноста не е толку голема, иако може да клише звучи од ова, ама стварно е реално и пандемијата има сериозни импликации врз тоа, поготово кон работата на УСС. Пример, кога пред да почнеме со УСС, имаше премногу добри планови, кои што премногу луѓе ги имаа во најразлични комисии, од екологија до спорт. Еве и од наука, која имаше најгабаритни проекти, само конференциите се успеа да се направат. Имаше многу други проекти кои што беа потребни во живо да бидат. Да. И мислам дека и таа невозможност, мислам, од објективни причини да се направат некои проекти, малце доаѓа до слика дека ништо не направи УСС. Да имат со само корекција, малце имаше и други проекти од Комисија за наука кои што за жал не беа доволно промовирани, но као дефинитивно ги имаше. Не, да, ги имаше, као најкулминацијата беше со конференциите, ама имаше и многу други саеми, како и да било што имаше во план, значи имав присуствувано на многу состаноци на Комисијата за наука, имаше стварно многу интересни планови и не се направија. Еве пример, еден план кој што ради пандемијата не можеше да се реализира е Младинскиот културен центар. Да немаше пандемија, комотно ќе можеше да се реконструира старото диско направен факултет и да се направи еден многу солиден младински студентски културен центар, каде што ќе можат студентите да се дружат и да прават најразлични активности. Не само активности,
проекти, иницијативи некакви кои што се од интерес за студентите. Да се Многу дружат работи крај во крајава, било пандемијата што да имаме. ги укочи. И Да. самата мотивација падна, Кој да мислам. било, тоа ќе беше многу убава промена. И мотивацијата на сите падна не само на вклучените во УСС, туку на генерално студентите за било што. И тоа не го кажам како негативно или да ги кривам, туку е најобјективно и најсубјективно. И Да. мене искрено за себе ми падна мотивацијата, мислам, онака не го гледаме више тоа за кое се бориме, тоа е проблемот. Да. Ама еве и да се клајме во кожата на луѓето кои што беа во раководството на УСС. Значи ти се кандидираше за да направиш нешто и од нигде никаде прв пат ти е тебе ваква работа да правиш, доаѓа пандемија која што апсолутно ти ги променува начините на функционирање на се во светот и сега ти треба 23-4 годишен човек да се проба да некако нешто да направи со оваа ситуација. Да, и поготово кога ти си кога тие сега што беа у самото кога тие што водеа УСС и ФСС се први кои што воопшто го прават ова и кога ти пробаш да воспоставиш некој систем на работа, уште од старт те кочи пандемијата, цело време те кочи ректорот и факултетиве на кај нас не толку многу, ама факултетиве на повеќе собранија и ти си остаем буквално и плюс студентите не те знаат уопште што правиш, бидејќи некои уопште не те ни знаат, као прва година буцоши, не знаат кои си ни шо си, пошто никогаш се немаш видено уживо, као немаш можност. Знам дека кога беа изборите, првите избори за УСС, за ФСС, Зумро имаше можност да ги посети сите студент, као сите групи на факултетот да се представи зошто сака он да биде председател на собранието и бруцошите, меѓу кои Кате, например, има можност да се запознаат со него, да видат како изгледа. А сега мораш преку... За жал имавме, да, тогаш имаше шилтирана фризура. Добро, да, Зумро направи некои questionable choices кога станува збор за изглед и имидж све тоа, ама бар го знаат. Солидна програма имаше. Дефинитивно. Кој му ја пишуваш. Ама сакам да кажем као сега ние имаме среќа дека и подкаст и поактивни сме на социјални медиуми, направивме дебата, има можност толку да се запознаат студентите со кои се уопште кандидати. Иако на пример дебата беше катастрофа и испадна повеќе напади од двете страни се напаѓаа само, но пак студенти има можност да видат тие што гледале, има можност да видат кој е умер, кој е Симе и за да гласаат следниот ден или после 2 дена, кој да беше и која да беа изборите после. А на пример на некои факултети уопште не се ни знаат. И тука гледам апсолутно голема една од причините зашто на пример вака би било кој што би било. Инаку не, кога ја на пример кога започнувавме со собранијава, ја уопште не мислев дека вакво нешто ќе се деси кога имаш 300 различни идеи што би правеле, како би правеле. Иако мислам дека на некој начин пандемијата добро ни дојде на нас од авангарда, тоест на подкаст бидејќи не мислам дека би можеле толку многу да направиме ако немаше пандемија. Од таа страна окей, ама дури сега, баш тоа го зборевме пред некој ден, тоа беше супер во почеток, ама за да идеме повеќе мора да гледаме и уживо и да гледаме некои нови работи кои што би ги вметнале у село. Така што доста голем предизвик и сега го не е идеално, као не... Да траеше пандемијава 3 месеци, мислам некој добро ќе не дојдеше, ама Петара. Доста. Да, баш пред некој ден ние во група кај мене зборевме дека на почеток, знаеш, сите очекувавме ќе трае до лето, ќе дое, лето ќе помине, идеме следна година на факултет, као се раќам. Ама и текнува прво предавање со професор Дамјановски и професор Фиван
И збориме така и вика, ова ќе трае уште некоја година, две, сигурно ние ќе биеме онлайн. И сите бевме као чека, нема шанса да се деси, као не забавај сега, ќе трае ова до лето и после. И сега уште сме онлайн, професорот управо беше. Многу. Да што знае професорот Иван за ова? Ама добро, он рече дека бендвидот ќе ни биде многу лош и дека сите ќе сме на него, ама еве Бил Гейтс се погрижи за тоа 5G почнаа, така што добри сме. Не би требало да имаме проблем со тоа. Па не, ќе биде интересно. Ај вака да не завршиме толку, тоест да не бидеме премногу онака down за се ова. Што очекуваме од следната година? Као, еве, кате ти не си член на ФСС, ама си дел од некој од комисиите, као сепак си околу, ако не директно уклучен. Да. Донев, еве, ти ќе бидеш дел од УСС, Томбе, ја и ти сме дел од ФСС. Што очекуваме од следната година? Тоест од годината сега што е пред нас? Не знам, искрено имам многу повисока надеж некако, пошто не е прв пат. Повисока објективна надеж. Прошлата година имав една еуфорична надеж, као онака бев исхајпана скроз. Сега со многу поладна глава гледам дека објективно гледано не ни е прв пат, не идеме слепи ова. Знаеме отприлика што не чека барем. Па мислам дека можеме многу да научиме од грешките од прошлата година, од искуството. Така што тоа е тоа од мене. Јас лично имам одредена еуфорија, бидејќи барем во УСС и во ФСС се гледам во Комисијата за наука, во која што бил активен. Така што еуфоријата ми е таму за потенцијалот за популаризирање на науката меѓу студентите и на универзитетот, но од искуството со одборот на конференциите, на НИСКИП специфично, е тоа дека треба да се пристапи многу деликатно и систематски. И со големо трпение. Да. Затоа ја не сум у наука. И јас имав како и останатите еуфорија кога почнавме со студентските собранија, како факултетските, така и универзитетски, но од денешна перспектива, да, и јас имам некоја објективна, позитивна надеж. Мислам, имам огромна надеж во луѓето кои што ќе бидат инволвирани, во студентите. Знам дека ќе дадат се од себе за да реализираат тоа што сметаат дека е добро за студентите. Имам доверба во луѓе, но едно нешто во што немам доверба е во некои работи од кои што не зависат од студентските активисти, вклучените во процесот. Тоа е некои работи кои што зависат од држава, од какви да било државни институции. Пошто знам кога јас заедно со Боро кога работевме некои работи, колку и да сакавме некои работи да ги направиме, едноставно немаш иста таква заинтересираност за решавање на некои проблеми од страна на државата и други институции. Така да тука не сакам да си дам некоја лажна надежда дека ќе се направи ова и ова, пошто не зависи се само од студентските представници. Многу работи зависат и од трети лица како државата и универзитетот и кои било други кои што не секогаш имат саканата соработка со УСС и ФСС. Да. Не знам, ја нешто слично како со Донев, немам толку преголема еуфорија, поготово не за наука, ама еве, следниве неколку дена и недели ќе седнеме, ќе направиме што и како би сакале да продолжиме со Авангарда, со подкастов, со други некои медиумски проекти во и надвор од УСС. И тука некаде ја барем гледам нешто да се случува, или ја кај што би бил вклучен. Суштинска промена, или радикална промена на системот кој што не премногу е лош,
Не гледам, барем не додека ние да завршиме со факултет. Ќе треба многу време и не верувам дека постои некоја критична маса во моментот, доволно голема тоа да направи, а и плюс не гледам заинтересираност такво нешто да се направи од самата од ректорат, од деканати, од професори. Не гледам доволно голема заинтересираност за да се седне и да се направи actually нешто поеќе. Суштински. Мислам дека имаме Георги, кажи има иако не е практикувам да цитирам луѓе од овој калибар, Милтон Фридман има една изрека која што вика дека кога е криза и кога треба свето обново да се реомисли, се реомислува преку идеите кои што се расфрлани наоколу. Така што мислам дека нашата цел е само да направиме нашата идеја што поголема, а борбата сега ќе биде долга. Да, мислам дека ќе налетаме у тој проблем да има проекти да се дешава нешто, ама ништо конкретно, ништо суштински што ќе биде sustainable на поголем временски период. И тука ме плаши тоа Добро, као... значи сега ме влече за јазиков, пак ќе кажам. Во обраќањето за ниски професорката Елена Михајлова кажа многу добро. Студентите се соочени со парадоксален процес на истовремено градење на студентско ефективно студентско движење и организирање во форма на собранијата, но истовремено и каде што ти ќе изразуваат од тие основните барања за минималните услови, минималните подобрување на тие стандарди студентски, но истовремено и спроведување на оно што значи студентски живот на едно повисоко универзитетско ниво. Точно, ама корона имаме, Никола, да не заборавиш, кога збориме за студентски живот не постои моментално, кога не постои. Предизвикот е уште толку поголем. И можноста да фейлнеме е уште толку повозможна. Ама, не, ќе завршам со тоа, кога очекувам работи да се случуваат и се надевам на подобра комуникација, се надевам на покреативна, например, комуникација. To quote you miss 100% of the shots you don't take. Не, ова го има кажано Вейн Грецки, па Майкл Скот, па ја. Па ти. Така што, that's the whole joke. Ама не, се надам дека нешто ќе се деси, I guess. Суштински, пак ќе кажам, не толку оптимистичен, ама мислам дека има, како Ката што кажа, и Тромбе, луѓето кои што ги знаеме дека се вклучени оваа година, поготово УСС, имаат потенцијал апсолутно и ќе видиме good luck, ќе ги имаме. Се надевам дека оние кои што ќе се кандидираат за УСС, ако има такви, ако има поеќе, може и некоја дебата да направиме, ако е само еден или една, исто така отворена покана за гостување на Јустинијан Зборе. Ама ќе видиме. Good luck. Има нешто да дополниме до крај или може тука да превршуваме? Па мислам нека јас немам. Да, Тромбе го кажува да кратиме готово. Донев мислам сакам да упатам апел до идната структура на УСС да се купи едно асално решоза во канцеларија, пошто не ќе да варам кафе 38 минути, фала. Да, стварно многу споро се вари турско, да треба нешто да се превземе, затоа нема смисла никако. Не, тоа е вашата ароганција да не прифатите изумот на западот, да тоа е кафе во кесичка. Значи, кафе во кесичка не е кафе и те молам немој да ми подметнуваш вакви западњачки пропаганди одвратни. Значи, на што личи ова? Ова се тие странски служби. Има лесен фикс. Не пиете кафе и готово.
Не, то не е во равенката тоа, воопшто. Тоа се вика, ако не кеш да фатиш инфекција или да останеш трудно, немој да имаш секс. Добро, Не. сега, јас со пиене кафе зборам, тоа Како и е... да е, заклучок дека Никола е олицетворение на жолтите комбиња. Жолти комбиња и тоа директ од оние центри кои што се водат по мантрата и по догмата на Фридман. Од Нестле ме пратија тука да спред да не знам. Нескафе. Никола, не знам дали е Nestle или е Breitbart. Јас сакам овде да најавам дека престанувам со моите инпути за овој подкаст. Мутни го пред да докажи. Мјутирај го. Цензурирај го, така. Мислам дека ова е добро место кај ќе заврши. Ништо не кажа Донев, Заврши ја, Џоле, побрзо. Завршиле епизодата. Веќе колку долго време снимаме, мојот интернет издржа до крај. Па така се слушаме сега у недела со нова епизода и се надеваме следниот гостин или гостинка нема да ни откажат за снимање.